Почитувани гледачи, го следите најновото издание на регионалните вести на телевизија Кисиминада. Започнуваме со првата вест. Православните верници денес го чествуваа празникот Свети Атанаси Велики. Својот патрон го одбележа манастирската црква Свети Атанаси на Тетовското кале. Централното одбележување на празникот Свети Атанаси Велики, како и секоја година, се одржа во истоимениот манастирски комплекс на Тетовското кале. Во утринските часови во црквата беше отслужена света божествена литургија. Свети Атанаси е голем поборник на православието, роден е во Александрија во 293 година. Неговите родители биле побожни христијани и во тој дух го воспитале и својот син. Иако уште млад, на своји 30 години, по смртта на архиепископот Александар и по желбата на верниците бил избран за епископ во Александрија, а аријанците правеле разни интриги и сплетки и лажно го клеветеле пред императорот. Многу го мразеле поради тоа што огнено го заштитувал православието, а аријанците со голема жестина него ги изобличувал. Свети Атанаси бил неколку пати прогонуван од страна на царот и повторно враќан во епископската академија во Александрија. Се упокоил во 373 година. По литургијата се одржа чинот на режење на кумските кулачи. Паричките ги одредија тројцата нови кумови. Прв пат доаѓаме, нашата роднина годинава беше кумови, по нивна покана дојдовме и ние, така да ете, и ние годинава имаме среќа, мојот син го доби паричето, и многу сме среќни, на многу години нека ни е празников и се најубаво на сит. Главна карактеристика на овој ден е што тетовци се собираат во поголеми друштва и се прави скарана отворено на Тетовското кале. Палим огин, сакамо да биде меѓу првите да биде огини запалени овдека на кале, и со тоа го одбележуваме празников што е за нас нашето друштво што не е овдека од кале. Ете, со јадење, со пиење, со веселба. Било зима, било дожд, било сонце, тука било увек пуно. Јас као дете сум доаѓал овдека и сега традицијава се продолжува. Тоа е многу години воназад. И ова многу весел ден е за нас православциве, го славиме, зошто да го изостаеме. Па дури почна и млади и стари, сите да идеме. Ние младите ја продолжуваме традицијата на овој убав ден, Свети Атанасија. Како и мали, колку сме биле, значи и сега го продолжуваме истото. Прославата продолжи до доцните попладневни часови. Традиционално и годинава жителите на Седларце го прославија празникот Свети Атанаси со сите обичаи. Присутен беше и митрополитот Тетовско-Гостиварски, господин Јосиф. Долги години во Тетовско Седларце на традиционален начин се прославува големиот празник Свети Атанаси. Во дворот на црквата утрово се собраа голем број верници и со сите обичаи го одбележаа празникот, кој се смета и за селска слава. Присутен беше и митрополитот Тетовско-Гостиварски, господин Јосиф. Овите Давид, Илица, Надица, Настасија, Ивана, Драгче, Сунца, Игор, Мари. Здрави спасение на Јовица, Давид, Бојан, Ненад, Марија, Мане, Дарко, а наредни кумови Александар, Мирослав, Стефан, Марко. Обичаите започнуваат од раните утрински часови. Во Седларце на празникот доаѓаат и жители од околните места. Секоја година ни е традицијата, мислим, од самиот почеток од раните утрински часови, од 4 саат, се собираме тука, си колемо тоа што треба, мислим, овни тие работи да биде секоја година, истиот адет го правиме, и што помасовно се собира на овој празник. Цело село, еден вид е како селска слава, и селска слава е, така да колку што има тука и од домашните и толку имаме и од страна што им доваѓа. Оваа прилика ја користам да им на сите сограѓани од село Долно Седларце да им го честитам празникот Свети Атанасија и на сите христијани истиот празник да им го честитаме. На заедничка трпеза седнуваат и старите и новите кумови. Ние сме старите кумови и сега се врши предавање стари и нови кумови. Ова првата софра е за старите и предавање на новите кумови. Иначе има по 7 кума, да ти кажем, унапред се запишани, има до
2025. Ја како што памтим, кад дете вака рачунам по моје околу 62, ја имам околу 60 години се, она ни уште татко би мајка ми како живееле, 60 години нагоре. По верските обичаи и празничната трпеза, жителите продолжија со прославата со музичка програма. Председателот на СДСМ Зоран Заев денес беше во посета на општина Тетово. Председателот на СДСМ Зоран Заев при денешната посета на Тетово оствари средба со тетовските пензионери во Сдруженијето на пензионери, каде кажа дека владата на СДСМ прави вистински реформи за оваа категорија граѓани и најави неколку нови мерки кои треба да се спроведат. Навистина конечно исполнуваме едно сериозно исчекување, ева го понеделникот на 3 и 4 веќе се исплаќаат зголемените пензии со над 700 денари. Тоа ќе стане веднаш основица и до крајот на годината очекуваме покачувањето да стигне до 900 денари, која што во последните 2,5 години, така да направиме еден пресек, е покачување од 1734 денари, која што представува значително заради тоа што се случува во време која намаливме дупката во фондот за пензиско инвалидско осигурување, а за разликата за покачувањето останува намалувањето на тенденцијата на таа дупка со конечна цел навистина да паѓа потребата од интервенции во државниот буџет. Заев при посетата на Тетово коментираше и дел од актуелните политички случувања во земјава. Одговори дека е оптимистот и законот за СЈО ќе се донесе со двотретинско мнозинство во собранието, како одговорност од пратениците кон Европската унија и нашите стремежи да бидеме дел од ова семејство. Јас сум оптимист заради одговорноста пред се, дека ќе се смогнат цели да се обезбеди неопходното мнозинство, дај Боже консензус, но неопходното мнозинство е 80 пратеници, заради тоа што постојат две факти, две неторни вистини. Законот мора да се донесе, ние ќе го донесеме или пред изборите или после изборите. Ако го донесеме пред изборите, можеме да ја учиниме на државата многу повеќе, со тоа што ќе дадеме аргументација плюс во делот на неусловените или безусловени реформи кои што Европската унија ги потврди дека од наша страна се завршени. Тој даде коментари околу одолговлекувањето на постапката за прогласување на Шара за национален парк. Процес кој, како што рече, треба да ги задоволи сите страни, државата, граѓаните, но и локалното население кое живее на ова подрачје. Затоа и овој процес оди бавно и внимателно, со цел да се искористат сите бенефити на Шара, а воедно да се внимава на незините природни вредности преку прогласување за национален парк. Општина Гостивар ќе субвенционира купување на инвертори за грејење, велосипеди и ќе ги зголемува зелените површини. Ова се дел од предвидените мерки во борбата против аерозагадувањето. Локалната самоуправа на Гостивар годинава ќе ги зајакнува мерките против аерозагадувањето. Советот на последната седница усвои стратегија за чист воздух, а буџетот за заштита на животната средина за 2020 година изнесува 3,6 милиони денари, што е двојно повеќе од лани. Надлежните за животна средина ги анализираат и евидентираат изворите на загадувањето. На територијата на општина Гостивар има 2 асфалтни бази и 3 фабрики со А интегрирани еколошки дозволи и 10 каменоломи со Б дозволи. Работат и голем број на капацитети за производство на бои, лакови, живинарски фарми и слично, кои исто така придонесуваат за нечист воздух. Околу 20% од аерозагадувањето отпаѓа на автомобилите и загревањето на домовите. Затоа предвидуваме како ланска година и ова година да даваме субвенции за конденционери, односно за домаќинствата, наместо да трошат нафта, дрва и јаглен, кои се штетни за воздухот, да користат термички помпи. Предвидуваме некаде 900.000 денари за точаци, да ги стимулираме граѓаните, вработените, да одат да се движат низ градот со точаци и да одат на работа. Субвенциите за набавка на инвертери општината лани ги додели по пат на јавен оглас, на кој граѓаните можеа да аплицираат под одредени услови. Процесот ќе се одвива на истиот начин и годинава. За покривање на дел од сумата за купување на велосипед допрва ќе се утврдуваат деталите. Борбата против загадувањето на воздухот во Гостивар ќе се води и со зголемување на зелените површини, изградба на нови паркчиња, помасовно засадување на дрвја и слично.
Според податоците од Државниот мониторинг за квалитет на воздухот, од 31 ден во јануари, во Гостивар дури 27 дена било надминато нивото на штетни PM10 честички во воздухот. Валоризацијата на вредностите на Шар планина е завршена. Експертите дадоа зелено светло оваа територија да биде прогласена за национален парк, но постапката се уште не е влезена, ниту во собраниска, ниту во владина процедура.Оздруженијето Екогерила се сомневаат дека интересни групи влијаат на одолговлекувањето на заштитата со цел изградба на мали хидроцентрали кои државата ги субвенционира. Овој вид на притисок или лобирање од страна на хидромафијата не треба да биде земен предвид од граѓаните и владата. Тие треба да дадат приоритет на заштитата на разни растителни и животински видови на планината Шара и уште поважно, заштитата на водните ресурси за жителите на подрачјата околу планината. Отаму велат дека од малите хидроцентрали само ќе се збогатат одредени поединци. Бенефит нема да види ниту државата, ниту населението. Интересите на граѓаните и жителите на заштитеното подрачје треба да бидат приоритетни во однос на интересите на мафијата на хидроцентралите, која уништува природни ресурси со државни субвенции, односно со пари на граѓаните. Од Министерството за животна средина истакнаа дека во тек се активности за изработка на конечна верзија на студијата за валоризација на Шар планина и усогласување со другите сектори, како економија, шумарство, енергетика, туризам, пошто ќе следува постапката за прогласување. Неодамна министерот за животна средина изјави дека идниот национален парк ќе биде прогласен во октомври годинава, но во моментов се спорни само 10% од идното заштитено подрачје. После 5 години Брвеница доби приватна амбуланта, која ќе ги обслужува жителите од цела општина. На денешното отворање на приватната амбуланта присуствуваше министерот за здравство Венко Филипче. Тој истакна дека амбулантата има склучено договор со Фондот за здравство. Истата ќе ги обслужува сите села од општина Брвеница. Ова амбуланта во општина целосно ќе ги покрива потребите на жителите на селата Брвеница и Седларче, што е близу 5000 жители. Конечно ќе има жителите на овие две села матичен лекар, понатаму медицинска сестра за патронажен сервис и медицинска сестра за имунизација, односно за вакцинација. Оваа комбинација на матичен лекар, тука стациониран во амбулантата, понатаму патронажна сестра и сестра одговорна за вакцинација е нешто што е навистина успешен модел, што е модел кој што се применува во многу развиени европски земји, заради тоа што целосно се задоволуваат потребите на регионот, се олеснува пристапот, посебно патронажната сестра за пациентите кои што се потешко подвижни, постари или имаат хронични болести, така да еве конечно граѓаните, жителите на овие места добија нешто што навистина заслужува и што беше долго време навистина потребно. Апсолутно можат и било кои жители на соседните општини, доколку смета дека е соодветно, доколку се задоволни од квалитетот, опремата, знаењето на лекарот, така да нема никакво ограничување. Брвеница 5 години немаше приватна амбуланта, па жителите за секој здравствен проблем, па и за препишување на лекови, мораа да патуваат до Тетово. Со отварањето на оваа амбуланта ќе се решат сите здравствени проблеми на ниво на населението. Тука ќе имат и освен матичен доктор и специјалисти кои што ќе доаѓаат од клиничката болница Тетово, така да пациентите ќе можат своите здравствени проблеми да ги решаваат на едно место. Срамота беше за населено место од 5000 жители скоро да биде со 5 години без амбуланта. Со отворањето на оваа амбуланта, значи, пациентите ќе ги решат проблемите, со препишаните рецепти кои што ќе се препишат од матичниот доктор ќе можат да ги подигнат во неколкуте аптеки кои што гравитираат на општина Брвеница. Приватната амбуланта е лоцирана во центарот на Брвеница. Дополнителниот заменик министер во Министерството за информатичка општествена администрација Невенка Стаменковска Стојковски денеска по извршениот увид во подрачната канцеларија на Државниот управен инспекторат рече дека се констатирани неколку пропусти. Оно што треба да се направи во следниот период е да се екипира одделението на Државниот управен инспекторат во Тетово со повеќе луѓе
бидејќи работата која што имаат тие е многу обемна, покрива многу институции, значи треба да се направи контрола на многу институции кои што реално луѓето колку и да се квалитетни со двајца вработени, а покриваат 6 општини, тоа е практично невозможно да се направи. Дополнително тие ги немаат и основните технички услови за да може да правилно да спроведат контролата. Во една навистина мала просторија делат заедно со колеги кои што се од друга институција и реално исто така и нивните услови за работа внатре се прилично лоши. Во текот на контролата, кога сме тука во Тетово, посетив една точка за услуги, кој што е проект на Министерството за информатичко општество и администрација. Иако ова една точка за услуги се уште е во фаза на изработка, начинот на кој што е планирано да се направи, начинот на кој што сега се спрема таа канцеларија, нема да биде доволна за спроведување на сите електронски услуги, онака како што претходно министерот Дамјан Манчевски го најавуваше, односно ќе покрива многу помалку услуги за граѓаните отколку тоа што го нуди центарот во рамки на Скопје. Викендов што ни престои на спортските терени. Активни ќе бидат само кошаркарските екипи на Гостивар и Тетекс. Кошаркарите на Гостивар во рамки на 14-тото коло од првата кошаркарска лига на Македонија ќе имаат тешок предизвик. Тие ќе гостуваат во Гевгелија, кај трето пласираниот Кожув. Дуелот се игра утре, сабота, со почеток во 18 часот во спортската сала 26 април во Гевгелија. Гостиварци се на делба на првата и втората позиција со МЗТ Скопје, додека Кожув е во групата од 3 екипи кои имаат по една помалку од лидерскиот двоец. Минатото коло тренерот Маријан Сарбиновски на дуелот со Вардар ги одмори дел од првотимците, се со цел да имаат повеќе време да се подготват за дуелот во Гевгелија, но и за второто гостување идниот викенд во Кавадарци против Евроникел. Викендов продолжуваат надпреварите и во второлигашката кошаркарска конкуренција. Кошаркарите на Тетекс на домашен терен во рамки на 8-то коло од втората лига Запад ќе се сретнат со дебитантот Албес. Тетовските кошаркари ги одработија подготовките без да одиграат контролен надпревар. Ниту еден од кошаркарите кои настапуваа во есенскиот дел не го напушти тетовскиот второлигаш, а един се нов кошаркар е Зарески кој пристигна од редовите на Скопски Карпош Соколи. За сабота ќе бидеме спремни за надпреварот со Албес. Тоа е надпревар од предпоследно коло од првиот дел, бидејќи се донесе таква одлука на Сдружение на втора лига, поради ладните сали, надпреварот се одложи. Предпоследниот надпревар и последниот надпревар ќе ги играме, значи сега во сабота играме дома со Албес и последно коло идеме во Битола со Хераклија. Сега се наоѓаме негде на средина табелата. Минатата година игравме тоа разигравање за прва лига 4-4. Рачунам дека можеме да стигнеме до тоа четврто место и пак да играме тоа разигравање за прва лига. Мало е проблем со подлогата. Ние уште многу години ќе играме во втора лига и да имаме некои амбиции да направиме екипа за прва лига. Моментално за наредни неколку години не можеме да играме во прва лига поради подлогата што немаме паркет. Екипата на Тетекс во моментов е на делба на 5-тата позиција, со ефектот 3 победи и исто толку порази, а првите 4 екипи ќе обезбедат пласман во разигрувањето за пласман во првата лига. Дуелот помеѓу Тетекс и Албес ќе се одигра утре, сабота, со почеток во 18 часот во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово.
Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисименада.